Добар ден, почитувани. Вие следите уште една нова Телма амбуланта. Ретко кој може да остане рамнодушен на болката во градите. Повеќето обично веднаш ќе побараат лекарска помош, бидејќи се сомневаат на инфаркт. Но дали градната болка секогаш е симптом на срцев удар? Може ли некои други причини да доведат до неа? За градната болка, која што е симптом со повеќе лица, денеска разговараме со доктор Александар Манолев, специјалист по интерна медицина. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а денешната емисија ќе биде контактна. Затоа останете на Телма. Болка во градите, безопасен симптом или пак сериозен знак за тревога? Ова е денешната тема на која што ќе зборуваме со доктор Александар Манолев, специјалист по интерна медицина од Поликлиника Манолеви. Докторе, добре ни дојдовте во студијето на Телма и добар ден. Добар ден, Едов. Благодарам за поканата, поздрав вашите гледачи и дете ми на големо задоволство за темата што одбравте, бидејќи таа е доминантно битна за сите лекари, нели, па и за дел од пациентите, меѓутоа е една доста предизвикувачка интернистичка тема која што навистина понекогаш бара и сериозен пристап, нели, и разграничување што е градна болка, од каде доаѓа, нели, и кои се причините. Па што е градна болка? Знаеме дека се чувствува во пределот на градниот кош, но како се може да се манифестира? Како се чувствува? На кои места може да биде лоцирана? Па добро, болката по дефиниција нели нема ист прак ке секој индивидуа. Прво тоа мораме да го кажеме, понекогаш наведо мали работи, мали проблеми ке некои пациенти, ке некои луѓе ќе направат нели силна болка, бидејќи ќе прецепираат како нели како голем проблем, а одредени луѓе на пример ќе имаат навистина сериозен здравствен проблем, кој што ако ќе даде мала болка, можеби бидејќи тие луѓе имаат и поголем прак на толеранција на болката. Кога станува збор како таа се презентира во градите, може да биде остра како со нож, да биде бодеш, да осеќа длабоко, може да биде тапа, може да трае кратко време, да трае подолго време, може да биде поврзана со физичка активност, може да имате вомирување или може да се би движење на телото, определена ротација и така натака. Значи самата болка може да има и се разбира она што е многу битно, може да има и различна насока, може да биде строго во самите гради, може да се шири према доле, према грбот, према лево, према десно, према вилицата, нели, према левото рамо, према десното, така да самата градна болка не е само болка, туку кога ние правиме разграничување, нели, како таа се манифестира, тогаш сите овие параметри нас не се битни, бидејќи не водат кон нели брза и правилна дијагноза. Така, но некој кога ќе почувствува градна болка, обично ќе доживее паника и повеќето луѓе веднаш се јавуваат на лекар, сметајќи дека се работи за инфаркт. Па колкав дел од овие градни болки се должат всушност на срцев удар? Па морам да кажам дека прво оправдана е таквата реакција, бидејќи реално ако станува збор за срцев удар, тогаш може да се реагира брзо, како во дијагностиката, така и во третманот, нели, бидејќи идејата е да не настане поголемо оштетување на самото срце. Кога ќе се појави самата болка, нели, ако е од срцева причина, тогаш она што е многу битно е дали се јавува нагло и дали е при физичка активност. Во најголемиот дел од случаите кога станува збор за класичен инфаркт, тогаш болката се јавува после одредена физичка активност. Тоа е или џогирање, трчање, интензивно пешачење, планинарење, може да биде напливање и така натака, велосипед возење, со други зборови, еден поинтензивен физички ангажман на телото кој што во тој момент ќе побара од самото срце поголема активност. Сега тука би било добро можеби да објасним како настанува таа болка, нели, бидејќи тоа ќе не разграничи нели која болка е посериозна, а која не е посериозна. Знаеме дека срцето представува помпа која што дава крвото во сите делови на телото. И со тоа се храниме. Меѓутоа самото срце има крвни садови што се наоѓаат на него и го хранат самото срце и тие се нарекуваат коронарни крвни садови. Запушување на некои од овие крвни садови всушност доведува до недоволно снабдување на срцевиот мускул, што самото по себе прави болка. Со други зборови, кога ќе настане нивно запушување, срцевиот мускул во услови на зголемено оптеретување, кога вие ќе трчате, нели, оно ќе забрза својата работа на крвниот сад кој што ќе треба да даде храна во самиот мускул, нема снага бидејќи е запуштен и прави своевидна болка. И сега тука што е идејата? Ако брзо се најде се констатира дека е станува збор за срцев удар или инфаркт, тогаш брзото ние викаме реканализирање или оспособување на тој крвен сад да направи доток ќе намали понатака да имаме реперкусии или негативни последици по однос на срцевиот мускул во таа регија каде што тој крвен сад прави крвно снабдување. Зошто е тоа битно? Ако не се реагира доволно брзо, тогаш тој дел од срцевиот мускул ќе доживее, не викаме, исхемија или намалено крвно снабдување, каде што ќе се настанат одредени промени.
Ако тие промени се трайни, тогаш тој дел од срцевиот мускул веќе трајно ќе биде оштетен и нема да функционира и понатаму доведува до други репрекусии, тоа се проширување на срцето, срцева слабост и така натака. И тукму заради тоа е битно да со време ние направиме разграничување дали појавата кога се јавила самиот интензитет на болката нели е повреден срцев удар или пак можеби друга причина доведува. Сега... Како боли срцевиот удар, еве, може ли да ни појасните? Каде точно се јавува болката? Болката Колку се време јавува трае? централно, значи во средината на градниот кош. Да, меѓутоа болката може да има и насока. Зависно на кој дел од срцето ќе биде. Да речеме, ако имате во долниот дел на срцето, може да се случи да имате вие болка према доле во стомакот, дури може да имате и проваќање. И да ве залаже дека станува збор можеби за болка во желудникот. Нели, или поради одреден член што постои така натака. Многу пати тука имало одложување во диагностиката, токму заради тоа што таа болка нели имала подруга насока. Нетипично. Па нетипична, да, она е нетипична, се сложувам, нели, ако земете во предвид дека 80% од сите удари даваат болка централно, оди према вратот, према левото рамо, према левата рака и понекогаш во левата плечка позадина. Тоа е типична проекција на една болка од срцев удар. Нели. Сега, ако биде на долниот зид и оди према доле, значи мора лекарот нели да биде свесен дека да можеби инфаркт на долниот зид на срцето и ќе даде таква симптоматологија. Битно е дали болката се јавила нагло после работа. Ако имате вие болка, сте биле физички активни, да речеме за зимата, имате луѓе во 50-60 декада нели кои што живеат во куќи и се греат на дрва. И да речеме дека човекот излегува надвор да истепи дрво. И он или да го ишчисти снегот пред врата. Токму така. И од денес кога дојдува болка, му се јавуваат нагодни за повраќање, нели? Ќе поврати, ќе каже дека го боли према доле, и ако вие немате свесност дека тоа може да биде нели инфаркт, тогаш се одложува времето на диагностика, што за постарите лица може да биде нели многу круцијално во насока на тоа да се случува нели самиот срцев мускул и меѓу другото да се спаси човечкиот живот, нели. Во поглед на болката исто така морам да кажам е многу битно колкава е возраста на индивидуата, бидејќи ке постарите луѓе прагот на болка и толеранцијата е малце поголем, бидејќи самиот осет е намален перцепцијата. И тогаш потолерантни се на болка, така? Па ајде да кажеме, вака да биде појасно да се потолерантни, односно не го осеќаат толку драматично инфарктот. Тоа се случува и кај луѓето со дијабетес. Поради таа дијабетична невропатија, која што го намалува генерално осетот во целото дело на нервите, кога ќе настане инфаркт кај тие индивидуи, е многу послаб тој осет и тие го доживуваат, да кажам, дури и банално. Сме имали дали ситуација каде што била субакутна форма трае 2, 3, 4 дена. И ние после правиме ЕКГ и гледаме нели еден инфаркт што е масивен со типика нели што си е нели за инфаркт и така натака. Кај младите луѓе кои што имаат подобар сензибилитет и е порано, знаат самиот инфаркт да има баш драматична класична слика за инфаркт. Нагло, јака, силна болка во градите после физичка активност и да се знае дека тука веќе се сомневаме нели, правиме ЕКГ. Многу е битно во поглед на диагностиката дали ќе станува збор за ангина пекторис или ќе биде срцев инфаркт. Сега што е ангина пекторис? Тоа е тоа што го нарекуваат прединфарктна состојба? Па повеќе или помалце да, може да значи тоа, но и не мора да значи тоа. Ангина пекторис е намален доток на крв во мускулот, која што во моментот на настанување не прави оштетување на срцевиот мускул. Значи, тоа стеснување не е најверојатно комплетно. Во услови на зголемен физички напор, поради тоа што дел од крвта ќе помине до мускулот, ќе даде знаци за болка, но тоа нема да биде, да кажеме, некоја стабилна болка, која што е кај срцевиот удар. Може да биде настанати поради, не викаме, вазоспастични промени, кога ќе се стесни крвниот сад функционално, а нема тромботска маса во него. Ќе направиме ние комплетно се овде испитувања, ќе докажеме дека се е проводно и кај тие индивидуи, поготово речем кај жени, да се случува многу често, имаме викаме значи ангина пекторис која што е од функционално потекло. Ако имаме тромботска промена, борбата е да таа ангина пекторис која што веќе најавува стеснување, да брзо ја пронајдеме. Ние тука правиме плюс тестови, да речеме коронарен стрес тест, тука ни е одлична алатка, или ако веќе оди кон комплетно запушување, се прават лабораториски маркери, тропонини кои што веќе ни кажуваат одредено покачување и тоа е одличен момент кога луѓето ќе добијат стент, а не настанува срцев удар. И всушност ние тука што правиме, па ние секојдневно ги решаваме сите компликации кои би настанале ако не се интервенира благовремено. Така да овдека се поентирам дека градната болка
која што ќе презистира поготово при физичка активност, нели? Добра. Тоа ќе потенцираме, а не во било која друга ситуација, бидејќи болката во мирување кој инфаркт тогаш знаеме дека тоа е масивен и тука најверојатно ќе имаме и тешки последици подоцна за целиот мускул. Меѓутоа, ако болката во мирување ја немате, Значи при мирување кој исчезна? Ако се смири, се повлече. Значи, ако ви Тогаш имате... ангина пекторис. Да, токму така. Може да презистира уште некој време, но доминантна се ова при физичка активност. Нели? Ретко е, ако веќе е во мирување, тогаш ќе настанува срцев удар, нели? Во најголем случаите. Така да многу е битно да видиме дали таа болка е поврзана со движење на телото, Добра. или тоа е физички ангажман, бидејќи вие многу пати при одредена ротација ќе добиете болка во ради, ќе ме стегне, нели ќе се накаштате 2 дена повеќе, ќе ве стегне, ќе буткате кола, нели, интензивно, па ќе ве заболат градите, така, нели. да. Нели. Така да сакам да кажам, тоа е еден тип на болка, но оваа болка кога се јавува при физичка активност, стегнуваат, болат градите и таа болка има, ние викаме и радира значи се проектира према грбот, према левото раме, према вилицата, нели, према вратот, тогаш мора да се свати сериозно. А доколку болката се движи кон десната страна, може да биде засегнато срцето повторно? Може да биде. Значи не е исклучиво. Но сепак е тоа грамна болка која што почнува централно и се Потоа се проектира токму така. И ако е асоцирана со некоја физичка активност, тогаш сепак мора да се размислува дека можеби е инфаркт или во најмала рака станува збор за ангина пекторис. Ако болката е мала и веднаш се повлече, или пак ако болката трае подолго време, која е веројатноста да се работи за срцев удар? Значи подолго време зборувам неколку денови поред. За жал во клиничка пракса, јас го спомнав тој на почетокот сега некако вовед. Прагот на толеранција е различен. Сме имале пациенти, и тоа зборуваме пациенти во таа средна возраст 50-55 години, еве до 60 година, кога се одредена болка дискомфорт во, ние викаме, во градите. Меѓутоа, тој ги обавува неговите нормални физички активности во текот на денот. Тоа се индивиди кои што немаат зголемен физички напор. Значи, не джакираат, не возат велосипед, не возат на базар. Едноставно, сето она што е тековно, значи без и ќе се јави таа болка, меѓутоа они немаат голема физичка активност, ќе се јави, ќе се изгуби, често пати ќе пијат аналгин, ќе пијат некој бруфен, некој кетонал, нели, и ќе се маскира болката. И таа болка ќе биде со низок праг, а во позадина се развива инфаркт. Затоа кажувам дека не секогаш јачината на болката И во корелација со е во сериозноста корелација на со сериозноста, болеста. токму така. И сме ги имале тие состојби на субакутни инфаркти, каде што стварно кога ќе дојдат на прелет нели кај лекарот, дури се случувало поради тоа што не е тоа стеснување комплетно, кога ќе направиме ЕКГ, да немаме типични знаци како за инфаркт. И кога ќе се направи коронарографија, ќе се докаже стеснувањето. Нели, така да тука е многу битно да лекарот изреагира правилно, нели да направи разграничување кога се јавила болката, нели дали е тоа при движење, мирување, нели на кај се движи и така натака. А перикардитисот, дали може исто така да предизвика болка во градите и за каква состојба станува збор? Да, тоа е веќе воспаление на срцевата обвивка, нели? И за жал се јавува кај одредена група на луѓе кои што претходно ќе прилежат од една најчесто инфективна, односно вирусна настинка. Нали, тоа некој бронхит, ларингит може да биде пневмонија и така натака, и тогаш доаѓа до воспалување на самата марамица и таа знае да оди со болка во градите. Болката не е постои градната болка, но не е типична како за инфаркт. И тука е многу битно да се каже дека често пати е пратена со покачена телесна температура, нели? Може и не мора, значи меѓутоа може да имаме температура. Тука е битен податокот за претходно прилежана нели настинка, ние нели воделка. И кај тие индивиди многу пати доаѓа до насобирање на течности или во самиот перикард, или во белодробието, и тогаш имаме малце и потешка клиничка слика, нели, со еден изразен замор, малаксантност и така натаму, и тогаш кај тие пациенти немаме промашување во дијагностиката, бидејќи веднаш ги праќаме или на кардиолог или правиме кардиографија и имаме веќе брза дијагностика. Значи таму клиничката слика е малце и подраматична. Аха. Во поглед на болката. Нели, ако направиме посилна е и генерално аспектот на пациентот е многу потежок. Така ви ако имате болка, недоволно стеснување на крвниот сад, имате само болка и нормално активност во текот на денот. Една група на пациенти нели. Кај оваа група на пациенти обично многу ретко се случуваат да немаат тешка клиничка слика, значи замор, малаксаност, тие луѓе не може да направат не 10 чекори, имаат температура и така натака, имаат позитивни наоди во лабораторијата, леукоцити, ЦРВ и така натака. Значи таму веќе кога направиме лабораторија имаме насока дека е инфламација, а не дека е инфаркт. Докторе, многу често се случува, не знам дали е тоа многу често, но често се случува пациенти да завршат на кардиологија со градна болка и да им кажат дека имаат паничен напад. Па зошто анксиозноста и стресот може да предизвикаат ваков проблем, кој што наликува на инфаркт?
Па се дали наликувани инфаркт сум двојбен тука, меѓутоа дека имаат одредена градна болка која што е субјективна имаат, не е спорно тоа се вика палпитација во позадина, кога ние ќе имаме чувство на срцебиење, можеби ќе ни се причинува дека не тоа не е градна болка, може да е доживува како градна болка, не е спорно тоа. Но тоа е најмногу заради стравот кој што ја провоцира самата состојба и често пати кај тие индивиди доаѓа и до забрзана работа на самото срце, кој што доведува дали до одредена симптоматологија, нели, го осеќа тоа срце дека им е повознемирено и веќе тој страв на така прави на каскада нели на чувства, сензации и така натака и луѓето мислат дека имаат инфаркт, за среќа немаат, нели, меѓутоа ние мораме да разграничиме дека навистина нема. Нели тоа морам да го кажам, ние не можеме да кажеме да ви имате паничен напад, немате инфаркт. Но што сигурно 1000-2000 луѓе еден ќе доживее инфаркт. Нели не пак ќе направиме. Може ли самиот паничен напад да доведе до инфаркт? Па ретко. Бидејќи многу е забрзана работата на срцето. Постојат стресни состојби, тоа се многу ретки ситуации, нели кога постои многу високо ниво на емоција, на своевиден психологен стрес кој што може да биде радост, тага и така натака. И ние го знаеме тоа, станувале такви инфарктни состојби, нели, и за жал дури биле и фатални. Значи долку биле тие состојби масивни, меѓутоа тоа е многу ретко, морам да кажам. Нели во клиничката пракса, дали го имате Тоа е тој синдром на скршено срце? Тоа е веќе друго. Тоа е веќе друго. Добро, ние ќе се задржиме овој пат само на градната болка. Неретко се случува да ни се јават киселини, значи враќање на желудочната содржина во хранопроводникот. Дали овој здравствен проблем може да наликува на инфаркт? Да биде проследен со градна болка или не? Па може да има болка, да. Може, поготово ако е состојба која што перзистира. Болката се разликува малку од стандардна градна болка, меѓутоа имаме чувство на печење. Значи ми пропратни симптоми. Така е. Значи чувство на печење. А може да отсуствува тоа чувство на печење, на жарење? Па ако е класичен, ние викаме ГЕРБ, тоа е гастроезофегална рефлуксна болест, во принцип обично е пратена со печење. Повраток на киселина, нели, го осеќаат тоа пациентите. И тоа чувство прави на болка многу пати ако имаме хернија хиатална, пролапс, према над диафрагмата, таа знае кила на желудникот, така? Токму така, таа знае да биде проблематична и да прави баш болка во градниот кош дури може да провоцира и аритмии. Кој што кај некоја група на пациенти ќе направат и болка во градите. И тоа е многу често причина за јавување на лекар, нели имам често пати аритмии, ме стегаат градите, меѓутоа тука постои кила на желудникот и поготово ако пациентот се најде пообилен оброк и легне и така натака, тогаш таа се провоцира. И често пати е пратена со киселини, со еден голем, да кажеме, еден класичен дискомфорт дигестивен. И тука со правилен, ние викаме анамнестички пристап, значи прашалник, обично докажуваме од каде е причината, меѓутоа па ќе кажам тука мораме да бидеме со голема доза на внимателност, бидејќи инфарктот на долниот зид често пати поди со таква симптоматологија. А се случува ли лицата кои што имаат проблеми со желудникот, еве конкретно хернија на желудникот, да не се јават на лекар навремено, кога ќе почувствуваат градна болка, сметајќи дека тегобите се должат на примарниот здравствен проблем, на желудникот, Токму така. А да грешат при тоа, да не се во право? Може, има луѓе што се навикнуваат на болката, нели тоа е болка која што се јавува речеме при киселини, при кила на желудникот или нека друга состојба, речеме имате луѓе што се физички активни, многу пати доживуваат болка во градниот кој што мускулите од преголемо оптеретување и многу пати тие не се чести случаи, меѓутоа знаат тука они прак на толеранција и неиздржливост на болката. Кога вие се навикнувате на болката и ќе доживеете некој стеснување на тие крвни садови, ќе добиете една ангина пекторис, ќе се каже дека дава најверојатно е поради што бе физички повторно активен, но во позадина стварно да станува збор за една состојба на развивање на инфаркт. Значи ангина пекторис, која што ако не се препознае правилно, ќе доведе до класичен инфаркт на срцето, односно стеснување, исхемија, односно намален дотор во мускулот и да настане негово оштетување. Докторе, да ги отвориме телефонските линии. Почитувани од овој момент емисијата е контактна. Телефонскиот број на телевизија Телма е испишан на екранот. Слободно можете да се јавите во програма, да поставите прашање поврзано со денешната тема, а тоа е болката во градите, односно градната болка, причините кои што доведуваат до неа. Зборуваме кога е тоа навистина сериозна состојба, а кога е безопасна. Кога станува збор за желудникот, најчесто е безопасно, но понекогаш може да биде и опасен симптом доколку не се препознае на времено. И сега, чести се респираторните инфекции и на долните дишни патишта, како што се белите дробови. Дали, да речеме, некоја респираторна инфекција која што ќе се спушти на плуќата, на белите дробови, може да предизвика болка во градниот кош? Често пати знаат плеуритисот,
како воспаление на таа белодробна марамица, што викаме вака народски, да биде проблем и да биде пратена со болка, поготоа кај напредниот зид. Тоа се ретки состојби, не се многу чести, меѓутоа баш има стандардна болка нели во градите. Често пати изливот во белодробието знае да биде пратен со градна болка, која што меѓу другото градна болка е пратена и со излив можеби во самата срцева марамица нели и стомакот и многу често знаат како прва симптоматологија да биде болка во градите и отежнато дишење. Нели меѓутоа кога се направат дијагностиките и ќе се види клиничкиот аспект на пациентот, веќе знаеме дека станува збор за нели за состојба која што не е поврзана со срцев удар. Во поглед на тие респираторни настани би ги издвоил кишлиците, сувите, кои што траат долгорочно. Ние знаеме дека претисусот нели е болест која што токму настанува таа слабост на телото и за жал тие фатални исходи настануваат нели поради тоа што се намалува снагата на мускулите помеѓу ребрата да може да го прават кашлањето, колабираат и немате дишење. Кога една индивидуа ќе кашла многу често, значи во денот, кога ќе имате нека настинка што е пратена со нека провокација на ларингсот ТВ, да речеме во COVID-19, тоа беше типак, имавме ние воглавном суви кашлици кои што не беа продуктивни, тоа беше интерстицијална пневмонија и луѓето кашлаа со денови. И поради замор на мускулите помеѓу самите ребра и на стирдимот е главната градна коска, луѓето чувствуваа класично стегање во градите. И кое што за нас наистина беше многу предизвикувачки, токму така бидејќи тоа не исклучува дека настанува инфаркт. Така. И тоа навистина веќе еден сериозен интернистички предизвик, каде што вие морате да направите дистинкција дали нели имаме инфаркт или е сепак тоа последица на изморена мускулатура на градниот кош. Ќе ги вклучиме гледачите. Може. Првото прашање во денешната Телма амбуланта. Да го слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Убав ден да имате и среќни празници, нека ви бидат. Ви благодарам, се најубаво и на вас. Вака ме интересира. Јас пред едно 20 дена имаше стегање во градите, лежејќи. Одеднаш ме стегна во градите, како камен да ме притисна меѓу коските над дојките. Толку ми беше тешко едно цела вечер, цела ноќ, испи дезепам, така постепено ми намалија болките. Сега ме гуши многу, ме стеза у грлото, како да имам нешто, некој камен ме стега у грлото. А имам и кила на желудникот, ми кажуваат, сум испитувала желудникот, па ќе молам докторот ако може нешто да ми објасни и што треба да направим, кај треба да се обратим. Не бевте на лекар, предпоставувам? Тогаш не бев на лекар, не, сега кога ја почувствувавте оваа тегоба, овој притисок во градите, стегање во грлото, не се јавивте на лекар. Во ред. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што би препорачале во овој случај? Па сега во услови на респираторни настинки, нели, прво ќе препорачуваме нели да се направи еден преглед, класичен, тоа матичен лекар може да го направи, да се види дали има наод на белодробието или нема, да се направи едно ЕКГ, да се види нели дали има одредена устапка во срцевата функција. И имавме податок дека имаме хернија, кила во желудникот, што најверојатно во услови на лежење и прави дискомфорт. Нели спомна кога лежам или денешка ми се јавува како нелагодност, разбера сега овие према кажувањето, нели према исказот, мора да се направи преглед. Сепак нели да се направи лабораториски испитувања, ЕКГ, да се слушне плуќата и да се види малце подетално таа болка како се јавила, од каде почнала и така натаму. Пред да го вклучиме следниот гледач, зошто се препорачува кај лицата што имаат хернија на желудник, кога спијат да спијат на десната страна, а не на левата? Да, затоа што да не преоптеретување према срцето. Нели тоа е идејата и покрај тоа што тоа е многу битно да лицата треба да внимаваат кога ќе земат оброк, тој да биде значи многу пред да се спие и да биде во помала количина. Нели таму е всушност тоа е и советот, нели мали оброци, чести оброци и кога ќе се оди да се спие да не биде тоа виднаш послобро, туку барем да поминат саат и пол до 2 најмалце, за да таа храна се спушти од до денот према тенките црева. И покрај тоа што ако лично се прашам и 2-3 часа е малце време, треба да поминат барем 3 до 4 часа. Тоа подразбира дека и тие индивидуи вечерва треба да заврши рано, 7-8 максимум на вечер и веќе до 11 часот да имате комплетно празни желудник и 12 палечно црево. И да спијат на висока перница? Токму така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до вас и поздрав до докторот. Ви благодарам. Имам едно прашање, односно прашање. Сакам нешто да образложам околу мене. Ја неколку години уназад имав некои проблеми со срцето, одам у државна болница кај доктор Љубица. Ме правеа 3 пати хронографија, кажано ми е дека сум имал инфаркт, односно 2. И сега, например, имам некои така тегоби, меѓутоа ми кажа, ако имам некои градни болки, обавезно да земам 2 или 3 андола. Ја пијам андол за циркулација,
за мене било на она под јазик, како викаат, нитроглицин, како се кажа. Добро. И јас тоа го практикувам, меѓутоа имам многу проблем овде кога сум во Скопје. Добро. Со дишењето на ваздухот. Дали со загаденост, дали што е работа, не знам. И исклучиво бегам таму јас у село Велешко, многу ми е порно, меѓутоа кога се савињам, кога се наведнувам, имам тогаш некоја као замор осеќам. Дали од срцето е тоа или нешто друго е? Така, ви благодарам што се вклучивте во денешната емисија. Еве докторот ќе ви даде некои насоки поврзани со ова што ни го кажавте. Према тоа што разбравме, најверојатно имал 2 инфаркта пациентот сега, овој гледачот ми Така. позадина. Ке дел од тие пациенти после тоа се прават редовни испитувања што ке него се прават и се докажува дека нема друго стеснување, ама сепак они повремено сеќаат некоја замор, има лаксаност. Не се случува дека тие лица настануваат можеби и слаб дотур на крв во мускул, бидејќи сепак тоа е една генерализирана артериосклероза, таму генерално дотурот на крв е многу послаб. И често пати они може да имаат ангинозни болки, како за ангина пекторис, а да немаат срцев удар. И затоа се препорачува аспирин 2 до 3 дневно или да земе нитролингвал, нитроглицерин беше во позадина, и покрај тоа што терапијата што е предхронично, во принцип треба да превенира понатака појава на такви тегови. Болката се појава при наведнување, е можеби потисок од самата диафрагма према медијастриумот, каде што самото срце да прави дискомфорт, односно нелагодност. Сега ако лицето има поголема телесна тежина, не е како што треба со умерен, со нормален, да кажам, body mass index, има поголема тежина, секој наведнување самиот по себе ќе прави потисок преку диафрагмата на срцето и ќе дава одредено чувство како нагушење, можеби и замор. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Дали не слуша следниот гледач? Надевам дека успешно ќе се вклучи. Да. Добар ден. Еве уште една можност за гледачот. Добар ден. Мислам дека на гледачот му е вклучен телевизорот, тонот на телевизорот, нормално дека телевизорот е вклучен, но не следи со вклучен тон на телевизорот, не. Нека се јави подоцна, нека му објаснат во режија на каков начин треба да се вклучи во програма. Ние, докторе, продолжуваме понатаму. Многу луѓе имаат проблеми со рбетниот столб. Дали, доколку се јавиле некакви промени во градната регија, во вратната регија, може да се почувствува градна болка? Во принцип, поретко морам да кажам. Обично болката од рбетот е многу потипична за задниот дел на грбот и према таму се шири болката. Обично може да имаме болка која што е поврзана со одредени физички активности, поголем замор или оптеретување на мускулатурата, која што ќе направи одредена појасна болка, ќе се прошири према напред, меѓутоа морам да кажам дека тоа се ретки состојби. Постојат одредени состојби можеби на, да кажам, потешки парализи, односно невролошки состојби кои што ќе направат таква болка, меѓутоа тоа се многу ретки состојби. А болка во раката, да речеме, некој нерв, ако поминува низ ако е лево, левата рака ќе заболи? Ако е во левата рака, или тоа е по-нетипична болка? Не, типична болка е за инфаркт. И кога ќе ни кажат имам болка во левото рамо и левата рака, ние мораме да разграничиме дали инфаркт. Може да биде спондилартроза, меѓутоа ние мораме да исклучиме дека не постои инфаркт. Секогаш најнапред мора да се исклучи, значи, инфарктот. Имаме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве слушаме одлично, повелете. Добар ден, поздрав и за 20-та. Сакам на доктора да поставам едно прашање. Така. Понекогаш имам стегање позади стерналната коска и као да не можам воздух да земам, па морам да барам одредена позиција за да можам да длабок експириум да направам. Порано земав тинидил. Едно време ми помагаше. Меѓутоа во последно време немам, па интернисти ме препишуваат, не знам шо, и не земам, али ете, сум загрижена. Ќе се напијам диазепам, може ќе ми позамине малку, и така гурам, нашенски речено. Ме интересира дали добро поставувам, дали добро со тинидинот, тоа нитроглицерин, или пак нешто друго треба да правам. Да немате некој подпрашање, докторе? Не. Не? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Да, ова е доста типично за луѓето што се сепак во на, да кажем, 5-та, 6-та и 7-та декада, повеќе 6-та и 7-та декада, бидејќи многу пати заморот на диафрагмата
и на таа мускулатура што се присуствува на градниот кош, знае често пати да и поради слаба активност или можеби поради нагло оптеретување настанува некоја мијалгија, која што баш од вака нели не можам да земам длабоко воздух, ако некој може да ви држи, вие тешко земате воздух, нели? И обично тој состојба кој што поминува после некој време и воглавно тоа се индивиди кои што нема задоволителна да кажем физичка активност. Нали, воглавно си имаат седички тип на живење и така натака, тоа имаме неки млади индивиди. Често пати знае одредена положба на телото да ви направи нели грч на мускулот, да го кажам вака наједноставно нели. Тој е грч на мускулот, значи на некој од тие меѓуребрени мускули, диафрагмата нели од позади и така натака. И често пати тие индивиди за тоа не можат да земат тони воздух. И колку се повеќе пасивни, колку се нема физичка активност, толку е поголема шанса да ќе настане таа состојба. Тоа е баш оди така типично, ќе се настане извртување, често пати промена знае да го направи тој или сте пиеле со нека топол јорган, па сте се отскриле, па нека настанала прелада. И тоа е многу неблагодарно, стварно изгледа доста драматично, вас ве боли, како со нож да ве боде некој, кога ќе земате воздух, боли на движење на телото, но дефинитивно таа болка не е срцева. Значи таа е, ние викаме мускулоскелетна болка. Значи, доколку чувствуваме некоја градна болка која што се смирува во одредена положба на телото, па со голема веројатност дека тоа не е срцев удар. Или ангина пекторис. Така. А што е со инфекциите поврзани со херпес вирусите како што е херпес зостер? Може ли да доведе тоа до градна болка или пак болката се јавува само на кожата? Да. Бидејќи се зафатени нервите нели понекогаш. Токму така. Херпес зостер е многу интересна состојба, бидејќи болката ќе се јави прва, па после неколку дена ќе дојде клиничката манифестација во смисла на промени на кожата. Ако почетна појава ни е предниот дел на градниот кош, бидејќи болката се шири по нервите кои што одат помеѓу тие меѓуребрени простори. Доминантно почнува од позади, не оди према напред. Ретко се случува да почнува од напред, но ако таму почне, нели ретко е бидејќи мора да почне од ганглионот кој што е фактички вирусот закотвен и оди према напред. Сега тука може да се случи да имате болка што од позади ќе дојде према напред. И тука често пати ние правиме доста диагностика за жал, зашто бидејќи ние немаме визуелно нели никаков наод, имате мирна плуќа, воглавно мирни параметри, ретко има температура, нели? И ако се постари, ние викаме, ова е од кичмата, некоја спондилоза, нели, дископатија и така натака, па се прави рентгенска слика на нели на ребетниот столб, правиме рентгенска слика на градниот кош, ќе направиме ултразвук на абдомен и докторот ќе биде нели нема да биде добар, бидејќи тој што ја види прв таа клиничка манифестација ќе биде добриот доктор. И реално, еве, мене ми се случило, значи овие 22 години работа, да имам прва манифестација, нели, болка да биде во градниот кош, нели, и да чекаме нели 5-7 дена, во меѓувремено сте направиле нели ехо на абдомен, сте направиле рентгенска слика на плуќата, вие нели сепак пациентот има болка, така не може да го ставите. Нели на крајот друг лекар видел, ова е херпес зостер. И тоа е добриот доктор, ама тогаш се покажале тие милчиња. Манифестацијата на кожна, да, која било очигледно веќе. Со херпесот стварно мислам додека не се појави клинички кожната манифестација, многу малку вие ќе знаете дека станува збор за херпес, поготово ако е со ваква типична презентација на градниот кош. Нели, така да тоа е тоа нели. Не едноставно за да се диагностицира. Не. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во програма сте. Видите, едно прашање на докторот. Така? Имам проблеми со срцето, со бајле, имам силно чукање наутро и така? гушење во градиве. Плюс една шипка глупо ќе се изредам во градиве, ми врват како стакло од грлово до 20-30 сантими подолу. Што е диагнозата и што треба да примам? Така, дали сте биле на некој лекарски преглед? Ви дали ли некакви насоки? Одам, сум била на матичен. А, така, на матичен сте биле. Во ред, докторе, да немате некој подпрашање, вие не ви благодарам за вклучувањето во програма. Добро, една состојба не спомнавме меѓу другата за градна болка, тоа е покачен крвен притисок. Или хипертензивна криза, која што често знае да оди со стегање во градите. И е многу блиско до инфаркт, бидејќи кога вие ќе измерите притисок имате пример 200 со 100-120, нели градна болка, веднаш размислувате за срцев удар. Нели многу пати овие пациенти кои што имаат утринска градна болка треба да измерите притисок на другото. Покачен притисок утрински, дали така? имаат, нели? Треба да се провери. Треба да се провери.
Нели, сега овдека не може да дадеме баш одговор што ќе биде прецизен, нели, меѓутоа треба да се размислува и тоа, како и за претходните гледачи. Нели, вие кога ќе добиете градна болка, имате историја, покато како пациентот што имаше 2 срцеви удари, вие кога ќе имате градна болка мора да измерите притисок. Зошто? Бидејќи покачениот притисок прави градна болка. Тоа не значи дека вие ќе имате инфаркт. Бидејќи самата состојба, нели, поради оптеретувањето на самото срце, вас ви провоцира градна болка, кога ќе се регулира притисокот, таа се губи. Нели? Сега, ако пациентот не бил претходно исследуван за срцеви заболувања, нели, и така натака, тогаш најверојатно ќе мора да се доиследи. Да се направи еко на срце, нели, можеби стрес тест и така натака. Поготово ако е млада индивидуа, нели. Ама мора да се размисли во таа насока дека покачен крвен притисок знае да дава градна болка. Само високите вредности на покачениот крвен притисок ќе дадат градна болка или пак може и оние благи покачувања да се манифестираат со овој тип на симптоми? Па благи е во некоја смисла малце релативно, нели? Што значи благи? Зошто, пример, ако вие имате една жена која што имала цел живот низок притисок, пример 90 со 60, кога ќе се качи на 140, тоа за неја е драматично и прави гушење во градите. Имате индивидуи со по 30 години срцев овој покачен крвен притисок, кои што на 200 не реагираат. Да, не го чувствуваат. Да, ама битен е симптомот, зашто тој треба да не наведе да не исклучиме дали постои одредено срцево заболување. Затоа го кажав, нели, не случајно. И за нас тоа е предизвик, поготово ако пациентот не бил исследуван доволно, да речеме, да направи на коронарографија, стрес тест и така натака на срце, вие мора да внимавате, нели? Да не препуштите во позадина некоја таква состојба. Што треба да се направи кога ќе се почувствува градна болка? Веднаш се појде на лекар, да се повика итна помош? Кој би требало да биде пристапот? Да, значи градна болка која што ќе се јави после интензивен физички напор со стегање во градите, апсолутно да се јавите на лекар. Тоа е првиот совет. Доколку лицето има драматична клиничка слика, тогаш воопшто не е грешно да се повика брза помош. Зошто? Бидејќи во моментот на ноѓење ќе се даде соодветна терапија, можеби и кислород, и ќе се направи брз транспорт до установа која што веднаш ќе направи реваскуларизација. Значи ќе ја симне не само болката, туку ќе ги намали и оние несакани последици по однос на срцевиот мускул. Нели, тоа е. Ако лицето се сомневаме дека има градна болка, немате лекар во близина, значи не е грешно ако се земе аспирин 500 мг. Да се смири болката, да не забораваме дека ангина пекторис и градна болка од инфаркт може да доведе до шок. Значи сосема е оправдано да се земе некаков медикамент за смирување на болката. За болката, значи еве кажувам аспирин од 500 мг слободно може да се земе. Ако, пример, знаете дека ќе дојде брза помош, за пример, за 20 минути, пола сат и така натака. Оние што земаат апчиња под јазикот, како што се... Може и тоа да се зема, меѓутоа сметам дека аспиринот е многу подобар избор. Да, и тоа е препорака меѓу другото. Ќе го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, повелете. Ало? Ве слушаме одлично. Во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Поздрав до студиото. Ви благодарам. Јас едно пред 2 години, ама не сум... Вие сте во програма, само немојте да го следите разговорот преку телевизорот. Добро, важи. Слушајте не во слушалката. Така, намалите го тонот на телевизорот. Имам негде 77 години. Така. До пред 2 години бев, можам да речам, здрава. После короната ми се појавија екстрафистоли со аритми, многу лошо бев. Па тоа се сите можни прегледи од ЕКГ, од холтер носење, од тоа стрес тест, коронарографија, све ми беше направено, горе-долу ми беа све уредни. Ама тие аритми не можеа да престанат. По долго испитување, не знам колку лекарства више ми променија, ми дадоа амиокордин и диазепам. Тоа го примав 2 пати на ден, ама после тоа ми се разви една кашлица, што не може да ја поднесам ни ноќ ни ден, буквално ме вардеа да се не угушам, како да нешто ми се лепеше во грлото. И ми го сменија амиокординот со менертам, Така, со друг лек? и ксералто. Сега пијам тоа скоро 2 години.
се осеќам подобро, ама знае притисокот како пред тоа сум имала све низок притисок. Знае сега притисокот да ми се качи негде до 140, ама кога ми се качува до 140, пулсот ми е нормален. Ако знае да се симне и на 110, тога беше пулсот ми е негде над 90. Што може да се направи во вашата ситуација за да бидете подобро? Ви благодарам за вклучувањето во А таков. почесто ми се јавува и тамоградна болка, ама многу мала, со малку вода што ќе испијам, ми се Ќе ви се смирува. смири. Така, ви благодарам за Може- вклучувањето во програма. Докторе, што би можеле да дадете како совет? Вака Па преку тука ќе телефон. издвојам прво аритмијата нели и лековите што ги пијат, тоа најверојатно е предкоморна фибрилација, која што е доста неблагодарна состојба, бидејќи таму имате работа на срцето со околу 200-250 удари во минута. И тоа често пати прави исхемија и прави градна болка. И навистина тоа е неблагодарна состојба за пациентите, така да тоа може да биде исто така причина, значи срцева аритмија или предкоморна фибрилација за настанување на градна болка, која што на ЕКГ многу јасно се гледа. И тука веќе во старт имате и брза дијагноза. Во поглед на пулсот и притисокот, убаво објасни кога притисокот паѓа се забрзува срцевата работа и таа може да провоцира одреден дискомфорт и градна болка. Зошто бидејќи падот на притисокот бара од самото срце да работи многу побрзо. Нели да направи добар волумен кој што ќе направи крвоснабдување во целото тело. Бидејќи се престануваме збор за индивидуа во нели подминати години, тогаш таа компензација потешко се постигнува. И затоа ќе тие индивидуи, ние се не знам колку години беше пациентката, меѓутоа да речеме Сум 77 дека рече. веќе над 18-та година ние не го буткаме притисокот под 140. Аха. Нели? Намерно, баш заради овие состојби, бидејќи ние со тоа го штитиме самото срце, бубрезите и така натака. И затоа веќе тука имаме финесија околу терапиите, они имали промена во терапијата и така натака и така натака. После 18-та година тоа се менува. Дали останува збор терапија за притисок, антикоагулација и така натака. Така, докторе, кога пациент со градна болка ќе дојде во амбуланта, дали веднаш треба да се направи ЕКГ? Дали ЕКГ-то може да потврди или да исклучи? Ке зборувам лично за мене, ке нас по протокол, Проблем со срцето. секој пациент кој што влегува на прелет му се прави ЕКГ. За било која да биде индикација, нели ке нас пратен или савил ке нас во ординација, ние обавезно правиме ЕКГ. Без исклучок, значи млади индивидуи, стари индивидуи, со болести, без болести, срцеви и така натака. Тоа не е протоколна работа, зашто бидејќи со тоа фаќаме одредени нели аномалии, аритмии, нели често пати луѓето ќе кажат имам дискомфорт, нели млади индивидуа, ќе каже нешто така, не ме стега, не се сеќам добро, правите ЕКГ, имате тахикардија и така натака. Значи за секоја индивидуа која што ќе има секогаш ќе има минимум дискомфорт, значи нелагодност во градите, мора да се направи. Тука ќе поентирам дека ЕКГ-то не секогаш ќе ви покаже инфаркт или срцева или проблем кај што ќе имате ви исхемија, односно почетно запушување. Меѓутоа мора да го направите за да случите дека имате масовен инфаркт или постојан инфаркт, нели. А понатака вие тој пациент го пратите ќе направите лабораторија, нели, плюс исследувања. Можеби ќе имате суспекција дека можеби имаме ангина пекторис, па ќе направите коронарен стрес тест. Ние многу пати имаме да речеме лица кои што ги ставате на лента на стрес тест, не го издржуваат. Немаат кондиција, меѓутоа гледате суспекција нели на самиот тест и правите коронарографија, добивате дека имате например тестување со 80-90% и така натака. Значи за тоа се битен уште во првиот чекор пристапот да вие размислувате дека постои тоа, но морам да кажам од друга страна и да не се прави панично сценарио. Леле готово, мене сега ме заболеа градите, готово, скривам сега ке доктор Александар, ќе побарам сега испитување. Дека и тоа постои, нели, панични напади, анксиозност, нели, стравот. Се да се исклучи. Да, значи ние реално во клиничка пракса стварно не можеме се да исклучиме. Нели, меѓутоа ако болката стварно ќе не наведе уште во старт, дека веќе е во позадина срцето, тогаш да ние мора да направиме. Постојат сегаш финеси, постојат нели голем број недоречености, не се исти пациентите, рековме прагот на болка не е исти. Нели сега јас можам да буткам кола, нели, саат време нема проблеми, ама вие ако бутнете 5 минути, нели, тогаш ќе биде подруга. Имате појака болка, нели. Сакам да кажам дека тој прак е многу битен. И мора да се земе многу добро, ние викаме анамнеза прашалник, како настанала болката. Кои се причини, значи мора да се поразговара со пациентот. Така да пак ќе повториме, физички напор, поготово интензивен физички напор со јака градна болка апсолутно по дефолт бара кардиолошко исследување.
без дискусија. Болка која што се јавува нели во услови на друга физичка активност, па ќе се подсмири можеби во седење и таа мора да се доследи. Да не зборуваме пациентите, тоа исто е многу битно ако имате вие генетска предиспозиција за инфаркт, поготово ако имате мајка или татко во првото колено кои што починале на млади години од срцев удар. Такви индивидуа кои дојде на пример на 40-42 години и каже повремено имам нелагодност во градите и гледате покачен холестерол, има покачен притисок, имате податок татко почина на 45 години инфаркт. Вие тука мора да имате малце поголемо ниво на свесност дека можеби генетиката проработела. Тоа не е пример за сите пациенти, но мора да го имате и тоа нели во преден план. Зошто бидејќи голема е наследноста. Голема во смисла дека неки си меѓутоа ќе добар дел пациентите ќе се јави срцев удар. И реално морам да кажам во таа насока дека медицината е многу далеко одидена во превенцијата на појава на тие состојби кај млади индивидуи. Значи ние со тоа не само што не го губиме човекот, туку правиме превенција да се настанат компликации, нели оштетување на срцевиот мускул, да настане срцева слабост, дилатација на таа лева комора и така натаму и така натаму. Докторе, во денешната емисија појаснивте всушност зошто градната болка вела дека е симптом со многу лица. Да, апсолутно се сложувам. Да. Да, очигледно дека треба на вистина прецизна и соодветна диагностика за да се утврди вистинската причина што довела до градната болка, но објаснивте во кои случаи не треба се чека и веднаш да се јават пациентите на лекар. Ви благодарам за денешното гостување во емисијата. Благодарам многу на поканата. Честити новогодишни празници на вашите гледачи, оние кои што слават Божик ден, честити празници и да се видиме во новата година со повеќе здравје. Се најубаво, докторе, и за вас. Ви благодарам. Се гледаме. Се видиме. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.